Сабеди не би живее во Долно Лисиче. Има 3 деца, болна жена и нема работа. До лани примал социјална помош, но кога неговиот син средношколец добил 1400 денари на промоција на креми за млади во училиштето, социјалното им ја укинало помошта, оти оствариле приходи. Детето земало 1400 денари, оно непунолетно, на мој име презиме дал. Мој име презиме дал таму, дека непунолетен, тој не сме пари да му исплати. Колку земавте социјална помош и како преживувавте со таа социјална помош? Како се знае со 2450. 2450 зимав секој месец, а јас имав 3000 денари, значи имам давачки према државата. За струја, за све. Освен што ја укинало, им ги бараат парите од цела година да ги вратат назад. Со помош на Хелсиншкиот комитет, Сабеди им води спор пред судовите, спор кој се уште трае. Но неговите маки не завршуваат тука. За време на штрајкот на лекарите, неговата жена болна од рак на матката морала итно да се оперира. На клиниката му рекле дека поради штрајкот не може да се одржи конзилиум. Се поземил пари и ја однел жена му во Систина. Вработени во Министерството за здравство му рекле дека фондот ќе му ги рефундира парите, оти жена му била итен случај, а тие за возврат да зборуваат пред камерите на медиумите. После кога новата година преку и МТВ и сите медиуми беше Министерството дека ќе ги врати средствата, ќе ги имаме платено. Тоа нема шанса. Тоа е само лага. Значи кога му беше и господинот Ангел, тој лично ме тераше балдеска ми да зборе све и свашта. Каде? Пред Министерството на здравство кога штрајкува. Против лекарите? Против лекарите. И лично он ме упатуваше кај да одам, кај да ја однесам тие документи, да ги повратам парите, све он. Кога дојде за парите, он ми се сокира. Ми бега, не можам да дојдам до него. Тоа е катастрофа. Тоа е све лага. 1700 евра му бара социјалното заради они 1400 денари кои синчето ги добило на промоција. 3500 евра е долгот за операцијата на жена му, пари кои ако не ги врати, напролет ќе ја изгуби скромната куќа. Позајмив. Колку пари? Позајмив 3500 евра, 208.000 денари. И сега што ќе правите? Сега ништо, до април чекаме да видиме од небо ако ни паднат. И ако не ги вратите, што ќе се случи? Куќава ми е дадена под хипотека. Ни вработени, ни ништо. Да имаме барем една плата, ќе се наслонуваш на некого, знаеш дека ќе земаш, па ќе земаш кредит, па ќе вратиш. Разбираш? А ака немаме ништо, никој. Детето ми е 20 година, другото ми е 18-та, се во април ќе пред 18. Седиме дома, еве ти викам, Аргати, кај ќе најдеме да извадиме парче леп. Тоа е. Една гимназија, Цветан Димов, тогаш беше Цветан Димов гимназија, после педагошка академија. А ден да немам работен стаж. Што работевте кога не бевте болна? Работев пред да се разболам по станови, видев чисте, плетев, везев. Тоа беше работа. Станови најмногу станови чисте. Сабедин ја загубил вербата во државата. За крај, само рече дека и покрај маките не жали за ништо, ако неговите загуби го продолжат животот на неговата жена. Па таа ми е све, животот со неа ми е. Деца ко деца си се порастат и се онета, али на нас животот ми е, мене со неа ми е животот. И затоа, све ако требе, све ќе се под шатор ќе седам, ама неа ќе застанам на здрави нозе. Да. Мака ќе видиме малку, ама тоа е. Што да правим?